Секоја година традиционално Генералка викенд ја стартуваме од одредена локација и тоа го нарекуваме еден вид официјално отварање на Генералка викенд на национално ниво. Имаше некои забуни во јавноста дека во Скопје се чисти само аквадуктот или дека Генералка викенд годинава е само аквадуктот, меѓутоа не е. Аквадуктот беше само една од над 500 локации или 600 локации кои што се чистеа паралелно низ цела држава. Со аквадуктот, како и минатата година кога ја почнавме од Кале, Кале и аквадуктот се наше историско, културно-историско наследство и тие се оставени на забот на времето, да кажам народски, а се неверојатна потенцијална исто туристичка атракција. Сега кога се подготвувавме за аквадуктот, дознавме дека скоро 90% од граѓаните во Скопје никогаш не го ни посетиле, ниту пак знаат кај се наоѓа, што е многу жално. Аквадуктот е стар 2000 години, од Римската империја доаѓа и во моментов е претворен во една дива депонија, да не речам ѓубриште. И мислам дека начинот на кој што се третираат ваквите историски културни наследства може би зборува за тоа како ние самите си ја третираме сопствената држава. И тоа не е во ред. И ова може и мора да се смени. Зашто го нагласувам може? Затоа што може. Се може да се направи. Зависи од сите нас. Зависи од сите нас. Годинава ги повикавме не само општините ни се стандардно наши партнери и сите граѓани, меѓутоа ги повикавме сите јавни институции кои што се исто дел од државата да излезат надвор и да покажат одговорност. Така да во Скопје над 50 институции, јавни институции чистеа заедно со сите други граѓани, што сметаме дека е добар знак и една добра порака на едно здружување кое што на правење нешто заедно, наместо поделба, правиме нешто заедно за сите нас. Благодарам, Гордана.